Почитувани, добар ден и добре дојдовте во четврточното издание на Студио 1, кое што и денеска со почеток од 14 часот ќе се дружи со вас, а и вие со него се надевам, се до доцните вечерни часови. Денеска мене друштво и низ програмата ми прави колешката Јана Јосифовска, како и секогаш. Овој пат ја сменивме позицијата, не така малце да биде поинаку. Добар ден и за тебе. Добар ден на Анета и секако почитувани, добар ден до вас и добре дојдовте во отвореното Студио 1. Така. Јана ни е едно од изморените, би рекле, деновиве. Синоќа гледачите можеа да се дружат со неа и со телефонските линии до доцна во ноќта. Така. Бевме тука сите, но еве се разбудивме и фала Богу можеме повторно да го почнеме новиот ден. Што ќе донесе новиот ден можеме да видиме веднаш на самиот старт, пред да одиме со тоа што го одбележа вчерашниот ден. Повелете да видите што е тоа што ќе можете да го гледате низ денот што е пред нас. Во првите половина час, рековме, освен настаните кои го одбележа вчерашниот ден и секако гостувањата, ќе имаме линковски вклучувања на нашите колеги кои што се во Белград, како и нашите колеги кои што се секако во Будимпешта. Ќе заборавев Крис, ќе ме она што ќе го носиме и ќе го провејуваме како содржина низ целото издание на Студио 1 ќе биде практично еден друг многу суштински и многу важен елемент на тоа што е наше секојдневие овие последни неколку денови. Да, поранешниот премиер ја напушти државата. Ние во овој четврток ќе се занимаваме малку со тоа што значи еден човек така, да го остави своето семејство, своите соработници со кои што е во сериозни и многубројни судски процеси, да ги оставиш така, нели? Би рекле на цедило своите најблиски и токму заради тоа ќе се занимаваме малку повеќе со социолошко-психолошките последици на еден таков потек. Не, нема да се занимаваме конкретно со неговиот профил, туку ќе, пошто профилот повеќе или помалку му го познаваме, туку ќе се занимаваме малку повеќе со тоа што се социолошко и психолошки феномени. Во тој контекст секако и наши соговорници ќе има во студиото, луѓе кои што се социолози, луѓе кои што се психолози. Каде е семејството на Груевски, дали неговата сопруга оди на работното место и дали нивниот живот и понатаму функционира нормално, колку што тоа може да биде нормално, како и еден битен податок со кој што ќе се занимаваме по 15 часот и 20 минути, а тоа е дали МВР прави внатрешна истрага и дали можеби има виновници внатре меѓу припадниците на МВР, кои што би можеле да бидат и сериозни соучесници во тоа што е бегство на Никола Груевски. Значи тоа го заокружуваме некаде до 16 часот, 17 часот рековме гости социолог, психолог, а 21 часот за сега ќе ви откриеме само накусо. Колегата Чомовски исто така ќе биде еден од домаќините во разговорот. Повторно ќе имаме профил на политичар, психолог, универзитетски професор, кои исто така ќе зборуваат за тоа како груевизмот пропаѓа и како можел, еве да речеме, кукавица да ја води државата. Да, има дефинитивно многу за зборување на оваа тема од различни аспекти. Ви доловивме што отприлика ќе гледате во текот на денот и тоа што е најважно, Белград и Будимпешта постојано на линија и колегата Чаловски и колегата Атовска веќе во оваа, би рекле, втора фаза на истрага веќе се во позиција да имаат и своји соговорници, релевантни соговорници со информации кои што се поврзани токму со овој актуелен настан кој што се чини нашава земја ја држи барем овие 2-3 дена заробена во тој информативен балон, би рекле. Апсолутно. Одиме со тоа што се хајлајците на денот. Така, вчера имавме гостување. Да, вчера имавме гостување на 21. Да, во 21 часот во отвореното Студио 1, каде што домаќини на денот беа колегите Ацо Кабранов и Боријан Јовановски. Гостувањето предизвика многу реакции во јавноста на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Така, навистина многу реакции и во текот на вчерашната вечер и во текот на денешниот ден, и нели како и секогаш, тоа што е важно го извлекуваме во првите половина час во Студио 1, па така извлекуваме и тоа што беше, би рекле,
највпечатливо од вчерашното издание на Студио 1 од 21 часот. Гордана Јанкуловска, поранешна министерка за внатрешни работи. Јас во моето работење секогаш се раководев од професионалните стандарди и настојував максимално да се почитуваат законите. Ве молам, господи Јанкуловска, не е професионален стандард полицијата да апси и да крши презумција на невиност како елементарен принцип на човековите права на начин на кој го кршеште МВР при секоја акција на приведување. Затоа ве молам, имајте малку некаков респект кон она што го говориме и кон принципите за кои се обидуваме да говориме. Токму затоа што имам респект, сакам да ги индивидуализираме постапките. Знаете, вие сакајки да представите една слика каква што имате вие и легитимно е да имате Тоа има слика, цела јавност гледаше на кој начин се приведува. Дозволете да завршам. Значи вие секако имате своји позиции и јас не спорам дека имате право да ги имате тие позиции. Почнавте да ме обвинувате за работи што немаат врска нити со мене, нити со Министерството за внатрешни како работи. се одвиваа работите, не ве обвинуваме. Но вие не може да барате индивидуална одговорност од поединец кој не учествува во конкретни активности. Не очекуваме вајде да ме видиме во специјална униформа, вие како апсите. Секогаш кога имамо одредени забелешки, најодговорно тврдам дека биле спроведувани соодветни мерки за проверка во смисла на контрола на тоа. Имамо и казни. Имамо и... Па не се сеќаваме за казни, впрочем и слушавме разговорите како се разговара со шефицата на тогашната внатрешна контрола за да се стави под контрола се и за да се покријат работи. И уште нешто, политичката одговорност вие сепак ја понесете за диво населје. Дали чувствувате одговорност за сите полицајци таму што загинаа во таа операција? Политичката одговорност беше резултат на оставката и таа не беше резултат на една поединечна полициска акција, туку беше... Тоа беше една полициска операција во која загина 8 припадници на специјалните единици. Практично, мојата оставка беше резултат на целокупната атмосфера и се што се случуваше во Не беше таа оставка резултат на разговорите во едностранска амбасада? Не, јас такви разговори сум ве слушнала повеќе пати или сум прочитала дека сте пишувале на таа тема. Јас на такви разговори, јас лично, како Гордана Јанкуловска, не сум присуствувала. Оставката не беше изнудена и не ми беше побарана, меѓутоа беше... Па како се случи во ист момент? И вие и Мјалков и Милија Јанакиевски? Но беше потребна и мислам дека беше соодветен чекор во тоа време и дури мислам дека можеби требаше да биде. Не ми одговорите за диво населје, дали? Ќе ви одговорам, некако ме прекинавте и се префрливме на друга тема, но немав намера да го одбегнам одговорот. Можеби таа оставка требаше и порано да дојде. Не знам на некој новинар да му се носат венци на врата како мене, ниту пак на Ацо покојното дете да му се... Видете, тоа е за најголема осуда. За најголема осуда е, значи не само на новинар, на било кој човек. На било кој човек. Посебно затоа што тоа пуленот кој тоа го верглаше во јавноста, вие го охрабрувавте па Јанкуловска во бомбите има за него лични ситуации. Да, никој пат не отишла на интервју кај таа личност и не е важно сега тоа. Јанкуловска, сакам нешто... Јас и не бев министер кога сето тоа се случи, но како и да е. Без оглед кој бил, како бил, кога бил, такво нешто не може да најде оправдување од никого. Во еден Јанкуловска не поновило се. Нормален човек не може да го оправда тоа. Јанкуловска, за крај, сакам да ве прашам уште едно човечко прашање. Знам дека имате поддршка од семејството за сето ова што ви се случува со судските процеси, но вие лично, кога ги слушавте бомбите, од кој разговор некако ви беше срам и незгодно дека јавноста го слуша и не помислите ли некогаш, зарем е можно јас ова да сум го зборувала? Видете, веќе зборував за аудиоматеријалите и можам да ви кажам дека е крајно непријатно да слушате било кој приватен разговор,
Ова е веќе за професионална работа, не е за... Сепак, знаете, професионална работа и на професионален јазик, ако така сакате, се води во професионални кругови на седница на влада. Кога разговарате вие со вашиот колега Борјан после работното време или во текот на работното време, Груевски и Мијалков сакале да ве слушаат. Кога разговарате, да ве контролираат. Сигурно не разговарате на ист начин како што разговарате кога сте пред камера. Пред камера, да. И многу е непријатно кога цело едно општество се претвара во колективен воајерски клуб и ги анализира комуникациите кои се ставени нели во политички контекст за дневно политички потреби на било кои луѓе. Станува збор за нарушување на јавниот интерес. Не е тоа воајеризам. Се извинувам, немојте. Но станува збор и за разговори кои не биле наменети за јавност. Кој разговор вас некако најнепријатно ви било кога сте го слушале? Не би можело, знаете, не ви реколи од семејството, не блиските, Гордана, зарем е можно ова да се го зборува? Ми поставивте прашање на кое не сум размислувала. И на вистина на таков начин не сум размислувала и не можам веднаш да ви дадам одговор, но можам да ви кажам дека на вистина јас барем чувствувам крајно непријатно да слушам разговор на било кои луѓе кои меѓусебно разговараат и не знаат дека некој трет го следи разговорот, а не па целата јавност. Да, сите зборуваме после работното време на телефон. И се надеваме дека никој не слуша. Чија е вината за бегството на Груевски е исто така тема која што и тоа како го преокупира нашето внимание. Едни од гостите во текот на вчерашното студио 1 во доцните сати, професорите Фрчковски и Калајџиев. Да, почитувани, доста интересни тези и ставови се изнесоа и во вчерашниот разговор со професорите Фрчковски и Калајџиев велат дека дефинитивно се покажало дека институциите имаат низа пропусти, а секако одговорот на прашањето чија е вината за бегството на екс-премиерот според нив не може да се адресира само кон одредена институција, меѓутоа двајцата согласни дека и тоа како имало низа пропусти и несоодветно превземени мерки. Па во продолжение да слушнаме и дел од овој разговор. Прво, процесот е политички против него, тоа е политички прогон, политички прогон. Тоа е 2-3 пати и потоа од тамо се јавува дека добила закани за живот, значи риск и political prosecution, и двете основи као ги исполнува. Меѓутоа, веројатно, тоа е рамката во која он ќе добие, што ни не реагира, то ни веднаш би реагирале, го стандардизира, то ни ги враќаат сириците одма, било кој друг одма, не ги примаат опште во постапка за азил. За него ќе биде применета сосема друга постапка. Да, ова е операција која е подолго време подготвувана, да. Па како што вие знаете, он близко со унгарските служби на патот, така да тоа ќе заврши тамо. Не верувам дека нашиве сега се трудат екстрадициониот так да го направат солидно, иако е тенка работата околу тенк, како ќе ја прават со тенк, дали само со тенк или со другите обвинувања, ќе мора да аргументираат дека тој немал закани по животот, бидејќи бил со 7-8 телохранителя на повик. Не пријавил, ако пријавил, тогаш пак бил заштитен. МВР не реагирал. Но бил заштитен директно. Да, имал заштитен, така да не може ги докаже тие закани, но тоа се веројатно нема да биде земено во обзир во таа смисла. И најважно се, има еден дел кај Конвенцијата за бегалци и барањето за азил, која тој не може да се даде за лице кои направиле, они ги викаат serious crime. Serious crime се обични криминалци кои потешки кривични дела направиле и даваат тамо компарации 3 месеци до година дена осуден се смета за полесно кривично дело. Над тоа има белгиски еден случај кога што се третира serious crime, оставаат на домашното законодавство да процени, но сепак даваат некакви стандарди. Он по сите основи има направено serious crime. Не би може да продолжат тие процеси доколку тој добие, ако го барат само за издржување на казната. Тоа би било правен проблем, претпоставувам дека таква грешка
Министерството за правда и не би направило, но кога го цените сега, односно што ќе го искористат практично злоупотребата или ќе го искористат властите во Унгарија, е фактот дека не е можеби најстрекна околност што е осуден за едно дело како што е овој случај што го викаме Тенк. Дека некако на многу луѓе и тука и надвор им изгледа дека можеби е ова релативно багателно дело за еден премиер за кој што не можело да му се докажат други потешки дела и дека можеби тоа е искористено во некоја смисла злоупотребено. Не викам дека тоа е точно тврдење и треба да се одговара за сите злоупотреби, некои полесно се докажуваат, од други по природа на нештата. Ова така завршило како прво, бидејќи полесните дела полесно се докажуваат. Но во атмосферата каква што е, бидејќи нема да го гледат они со објективни очи сега, значи од еден ваков амбиент, се користи во друг амбиент кој што знаеме каков е, пријателски наклонет и кој што овие полуаргументи Груевски го одбрал. Сепак Унгарија не е земја која е, не знам, Парагвај некој, туку е земја членка на Европската унија, на меѓународна институција која инсистира на владењето на правото. И при тоа еве на Тенк на страна имат два случаи, едниот за корупција чиста, другиот за масовно прислушување, кршење на човекови права, процеси кои треба да дознаеме дали воопшто е виновен или не, и треба да биде овозможено да му биде судено. И од друга страна имаме земја членка на Европската унија која е доведена во ситуација да ги спречи таквите судења. Тоа е доколку сметате дека Орбан и целата негова гарнитура ќе се однесува рационално и согласно или ќе се обидува да се вклопи назад и да ги послуша притисоците на Брисел. Меѓутоа, он во целата операција досега се однесува обратно тоа. Да. Ги одбива тие барања, се обидува се здружи со екстремната десница, сега почнува калкулации дали ќе се префрли во групата со италијанскиот и германски десничари, радикални десничари. Неговата ситуација не е во таа смисла таква да резонира во тој правец. Тоа би требало да тој отпор кон европскиот притисок го смета за национална чест и начин на политичка мобилизација внатре, така што не очекувам дека тој на тоа ќе се не би влегол во оваа операција, да го придружува, да влегува, ако мислел да се однесува така. Највише што може да се очекува е да во еден момент му овозможи Груевски да отиде негде другде. И додека сме се уште кај вчерашното издание на Студио 1, колегата Сашо Ордановски им беше гости на Борјан и на Ацо, како и колегата Владко Стојановски, новинар на Фокус, кој што како неделник кон крајот на август имаше насловна страна на која што стоеше дека се предвидува доколку помине договорот со Преспа, Груевски ќе бара азил во Унгарија. И така се поклопија коцките за вчера да поразговараат на тема дали бегството на премиерот во Будимпешта и барањето на политички азил е како терен подготвувано од близок човек на Груевски. Да, и интересно е што согласно информациите кои што ги истакна и колегата Стојановски од Фокус, дека ги добил токму од луѓе од партијата, од ВМРО ДПМН во однос на подготовката на теренот на експремиерот Груевски уште од тоа време за барање за азил во Унгарија како еден вид на џокер. Така што добро, чувана тајна која меѓутоа стана реалност. Точно, стана реалност. Па, ајде да погледнеме исто така еден дел од овој разговор со колегите Ордановски и Стојановски.
Ова не се, ја и вие сме сретнали некој на пазар, па сме се договорили. Гајте, денеска дознаеме од СЕЈО дека Груевски ги испразнал сите сметки, нема никаков имот на свој име. Значи, некој морал да знае, бидејќи вие памтите дека Груевски пријави негдека 200-300.000 евра по разни сметки на свој име. Значи, некој морал да знае дека тоа празнење се прави за нешто. Некој морал да знае или да следи, да направи анализа зашто Мицкоски се сретнува со Орбан, зашто оди во Будимпешта, зашто одеднаш медиумите кои што се унгарски во Македонија, кој носел имотен лист таму да покаже зашто е како и така натаму. Ако таа анализа ја немале, а нема да ја направат ни посвестно ова, тоа значи дека учествувале во договорот Груевски да напушти државата. Тоа е едниот дел од анализата. Втората форензика е меѓународна форензика која е многу сериозна. Видите, не само затоа што Македонија е сега на пат за НАТО, и тоа се веќе друг тип на стандарди кои покажуваат ако вие не можете вакви случаи да контролирате, утре не можете ни тероризам да контролирате. Сега мислам дека она што се случува зад сцената, што не го гледаме ни на телевизиски емисии, ни во текстови и така натаму, е една возбудена меѓународна заедница на тајни служби, кои што и во Белград, и во Будимпешта, и во Скопје бараат одговори. Близок соработник на Груевски веќе ја посетил државата, токму во функција на тоа подоштување на терен за идното, доколку се јави потреба преместување на Груевски во таа држава. И тоа е во таа функција. Имаше уште неколку индикатори кои потврдуваа дека Унгарија е, како да кажем, посакувана и сигурна дестинација не само за Груевски, туку и за други луѓе што се обвинети во предметите. Што се во Грција, да, тие се фатени на аеродром со карти за Унгарија. А знаеме дека има унгарски капитал влезе во неколку медиуми што важат за блиски, да кажеме, до моментално опозицијската. Тоа Борјан го истражуваше, го работевме. Партија и така да овие сите факти до тогаш одеа во подкрепа на таа информација. На некој начин и подоцнече од разбор на настаните, може да се каже дека не ги верификува, ама не ги ни побива тие информации. Посебното и вториот елемент дека ние кој така го поставивме во прашална форма, дали Груевски ќе му биде дозволено да побегне во Унгарија, доколку пратеници на ВМРО го поддржат договорот со Грција. Значи, според тоа што се случи, ние моментално не тврдиме дека е така и дека тоа виси се уште не е доистражено, а инаку дека е во Будимпешта веќе се потврди. Да, и дека пратеници на ВМРО го поддржаа договорот и тоа е исто факт. Дека после тоа Груевски успева да стигне до Унгарија без да биде спречен и тоа исто е факт. Така да сега моментално не тврдиме, ниту имаме некакви информации дека тоа е договорено и дека бегството на Груевски е дил од и одреден пакет за обезбедување на тоа двотретинско мнозинство за отварање, моментално за отварање на уставот, а подоцна тоа треба се рефлектира и на прифаќање на уставните амандмани. Туку тврдиме дека во тој период значи тогашното делот актуелното раководство на ВМРО, што важи блиску до поранешното раководство на ВМРО, иако официјално ги остави граѓаните, да кажам, и членството сами да одлучат како ќе се однесуваат на тој референдум, реално во пракса работеше за бојкот. Тоа работење на бојкот е резултат на непостигнување на договорот на овие лидерски средби за кои го отворивме разговорот, каде што не се прифатија и овие измени на кривичниот закон. На кривичниот закон и за злоупотреба на службена должност. Така, а тој бојкот на референдум беше потребен за да не се постигне цензусот од 50%, кој ќе ги обврзеше сите пратеници да ја почитуваат народната волја, како што немаше никакви дилеми, тоа се согласија сите партии, дури и од најголемата опозицијска партија, за после да се влезе во, да не кажам, да не звучи прегрубо, во трговија за одредени отстапки и концесии во контекст на отварање на уставот. И сега додека сме се уште кај вчерашниот ден, пред да преминеме во новиот, иако во новиот сме одамна влезени уште од 10 часот со нашите утрински вести, а ќе ги имаме секако и понатаму, да се, нели, како и секогаш на почеток малку позабавуваме со тоа што се коментари или интересни досетки на социјалните мрежи, особено на Твитер заедницата, кои издвоиме неколку. Видовме дека и никаков пасош е бољи од нашиот пасош.
Да, за волја на вистината, оно што и претходно го зборувавме, оваа тема поврзана со бегството на Груевски и тоа како Така е. им отвори работа на твитерџиите, па еве еден друг твит вели: закани по живот, оп личен шофер и Land Rover за на одмор у Грчка. Закани по живот, оп Будимпешта. Почнувам да мислам дека закани по живот е пакет аранжман на некоја туристичка агенција. Им избега Горан Груевски, им избега Никола Груевски, сега уште Благој Груевски остана неизбеган. Така, друг твит вели: и јас бев у Будимпешта, па не дозна цела Македонија за тоа. Еден се занимавал со многу математика, па вели за отприлика 1.700.000 години сите ќе емигрираме од Македонија. Ако земеме хипотетички, дека по еден политичар годишно ќе ни бега, па на негово место ќе дојде нов, и така еден по еден, полека сите ќе преидеме во Европа. Така. И еден друг доста интересен твит, бидејќи нели сите од државите се јавија со некои анализи, соседите особено за бегството на Груевски. Еден друг твит вели: од досегашните информации, србите тврдат дека побегнал преку Албанија, албанците дека побегнал преку Бугарија, унгарците дека бил облечен како жена, унгарците пак дека бил со бугарски пасош, Миленко вика бегал по кози и патеки преку планина, само Оли ништо не вика. И за крај, Груевски е посиромашен и од мене. Јас имам минус на сметка, он ни тоа го нема. Ете, тоа е малку, нели, да се разонодиме. Да, влагаме интензивно во пакетот на студио, отвореното студио 1 во денешниот ден. Некаде пред крајот на овие 30 минути бараме врска со колегата Игор Стефановски. Нашиот редовен судски известувач. Игор, добар ден, дали се слушаме? Игор, се надевам дека од режијата ќе ја воспостават линијата и дека ќе можеш да ме слушнеш. Немаме линија во овој момент. Тоа значи дека јавувањето на колегата Стефановски со неговите најнови информации кои што се случија денеска конкретно во судот, се случуваше судењето за 27 април. Со сите детали ќе го оставиме да ги соопшти на почетокот на следното информативно издание, односно следното издание на вестите, кој што е за некоја минута. Останете со нас, бидејќи во блокот вести на самиот почеток ќе ги имаме сите колеги кои што се некаде надвор на терен со вклучување во живо и најновите информации Будимпешта, Белград и секако Скопје. Останете со нас.